Постојат сопрузи и сопруги кои што се тука затоа што нас не одбрале за партнери, не одбрале дијагноза и тоа сакам да го истакнам. Гласот на Министерството е преку вработените во програмата за ретки болести и преку Комисијата за ретки болести, зашто сум искрено многу благодарна, бидејќи навистина секојдневно ни се достапни и ни ги даваат оние информации кои што ни се потребни. Меѓутоа, што треба да живеат со ова секојдневие и ние си ја познаваме нашата состојба подобро и од медицинските лица. Хемофилија се дел од Националната алијанса за ретки болести, не се дел од програмата за ретки болести, меѓутоа се тука, меѓу нас и со нас, и затоа упатувам апел тој проблем да биде итно решен. Можеби наскоро ќе се соочиме со поголеми проблеми, за едно од решенијата за обезбедување средства во програмата за ретки болести, покрај тоа што го имаме веќе како законско решение за акцизите, од акцизите за цигари и за алкохол, можат да бидат приходите од безбеден град или Safe City, како и да се вика. Може да бидат од игрите на среќа, се она што представува закана за другите граѓани, за нас може да значи живот. Така наречените ретки болести. И што тоа значи? Мораше да се направи пресметка дека лекувањето без медикаменти за ретки болести е поскапо и повеќе тежи на општеството отколку набавката на така наречените скапи медикаменти за ретки болести. До крајот на 2015 година веќе имаше 453 лица. Многу судбини и многу луѓе кои што требаше да ги погледнете во очи секој ден и да кажете да, од утре ќе биде подобро, да, ќе има набавка и да, ќе има лек и да, ќе се донесе лекот во Македонија. А немам поубави зборови да кажам од она каква помош дадоа здруженијата и каква помош дадоа лекарите од тој тим, кои што беа спремни да напуштат и одмор, да дојдат и во 3 часот наутро и во 4 часот наутро, само заради формулацијата на подпис на некој ливче за да се донесе лекот и за да се прими пациентот на терапија. Во кој што некој сака да го измени минатото. Минатото е такво како што било. Од мене секогаш ќе стои едно големо благодарам на сите кои што излегува во пресред заради тоа што ретките станаа дел од мојот живот. Ве знам сите лично, ги знам и семејствата и секогаш ве имам на ум. Господјата Софијанова дозволи да го имаме тоа депо, па требаше да се набават и фрижидери, па требаше да се направат правилници за издавање на медикаменти, па да се изготват согласности за родители и старатели кои што се изготвуваат. Имаше евалуација по категорија на ретки, колку медикаменти се потребни и колку тие се во пресметка, финансиска пресметка, за да имаме набавка. Имаше ситуации во кои што ретките кои што примале таблетарна терапија се случило нешто, имале хируршка интервенција, па мораше да примат некоја друга форма. Да се множи по 3 нови пациенти треба да се регистрираат, што ќе се случува во тие 3 години доколку дојдат нови, а количините се ограничени. Што се случува со лековите кои во рокот тие 3 години може да дојдат нови, да се променат и така натаму. Која е нашата надеж и што можеме да очекуваме во наредните? Ова што министерот довети, веќе го одговори на Собраниската комисија како пратеничко прашање, е дека ќе се направи 3-годишна набавка, со што мислам дека ќе се намали притисокот за секоја година, за тендерот. Совет лево-десно, напред-назад. Сметаме дека Центарот за генетика во Ману може да биде соодветно место за советување во однос на што со тие резултати како понатаму, вклучувајќи совети за планирање на семејството. Кои се ветени известно време, постапката во набавка на клиниката за педиатри се надевам дека ќе биде завршена многу скоро. За жал, постапките некогаш непотребно се одговлекуваат.